Благодарам, председавач. Сакам, министре, само да ви укажам дека од темелната анализа на предлог буџетот за 2022 година во однос на невладините организации, во предлог буџетот владата предлага 489.852.000 денари од основниот буџет за поддршка на невладин сектор. Буџетската поддршка за 2021 година изнесуваше 462.930.000 денари. Во проекцијата за 2022 година се бележи зголемување на средствата во однос на 2021 година за 26.922.000 денари, што представува мал и незначителен раст кој не ја менува суштински политиката на власта во однос на невладиниот сектор и што не е лошо. Значи, јас го поздравувам. Во предлог буџетот за 2022 за владата на Република Македонија, Генерален секретаријат нема предвидено пари за граѓанските организации за разлика од 2021 година кога беа обезбедени, почитуван министре, 20 милиони денари и како што е пракса скоро секоја година. Оваа година ги нема. Туку во Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците за 2022 се предвидуваат 20 милиони денари, што представува неколкукратно зголемување на сумата во однос на минатата година, кога беа обезбедени за ова министерство 3.100.000 денари. Ваквата финансиска конструкција остава простор за сомнеш дека извршната власт планира досегашниот начин на финансирање на своите невладени мрежи директно преку владата да ги префрли во Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците. Овој обид за маневрирање може да биде со намера на власта да го намали притисокот од јавноста која секоја година се скандализира од сите контраверзи поврзани со владиното финансирање на граѓанскиот сектор и нетранспарентното трошење на овие пари. Од таа причина, јас и пред извесен период во јавноста повикав да даде владата отчет за тоа каде се точно дала пари во однос на невладин сектор, кои се проектите кои што ги добиле парите и дали воопшто имаме некаков тип на нивна реализација, бидејќи дел од оние сериозни невладени организации кои што беа предводени пред известно време и од фондацијата Сорос, реагираа до владата токму поради овој нетранспарентен и чуден однос кој што го има владата. Сега дали со ова што го одбивате амандманот ќе оставите простори понатаму да се сомневаме дека можеби има некоја друга цел, а знаеме како оди. Тоа е дел и со предизборен и изборен подкуп и друг тип на задоволување на одредени меѓусебни соработки и помагања. Во таа ситуација тогаш навистина овие пари не сфаќам зошто треба да бидат токму во Министерството за политички систем и ве замолувам уште еднаш да размислите и да можеби разгледате повторно да си се врати достоинството на Генералниот секретаријат и таму исто така да може владата да доделува средства на невладините за оние сектори каде што ќе имаат потреба и се поврзани со централната влада. Ви благодарам.